Секоја генерација студенти која што поминала во клупите и која што ме гледала на таблата на факултетот кај мене, оставила посебен белег во моето сеќавање. Но на што мене ме прави секогаш тажен е што никогаш потоа таа генерација не можам да ја видам комплетно. Најголемиот дел од тие мои абсолвенти, студенти, за жал, ја напуштија оваа држава. Она за тоа што ние ги учевме, она за што ние ги обучувавме, не можеме како Македонија да го користиме, за жал. Ја напуштија Македонија и сега своето парче леп, својата кариера, својата професионална наобразба, за жал ја градат во некоја туѓа земја. Јас сум бил таму и сум се вратил. Само тука можеме да се чувствуваме свој на своето. Тој на нив им го викам. И денес и оваа последна генерација студенти која што ме гледа на часовите, кога разговараме, во неформален амбиент се разбира, вика, ваква безидејност, ваква апатија никогаш не била во Македонија. Не излажа, не изневерија. Ветуваа живот, донесоа чемеријат. Мора човек да им даде верба, дека единствениот мотив во кој што треба да веруваат и за кој што треба да се борат, се вика мила мајка Македонија. И мора тука да остане. За жал, браќа и сестри, мојот сон и сонот на мојата генерација можеби не успеа да се досонува. Но ви ветувам дека се ќе направам, се ќе сторам да сонот на вашата генерација се досонува и стане јаве. А тоа е богата, економска, просперитетна и горда Македонија. Македонија ќе победи, не забораваме. Подготвуваме програма, имаме план, знаеме како и тоа сме го докажале многу пати во минатото. Ке го докажеме и сега. Уште еднашка на крај, би сакал од моје име, од името на извршниот, од името на Централниот комитет на партијата, од името на сите ние добронамерници, да ве поканам масовно на 2 јуни по 20 часот, можеби некоја минута порано, да се собереме што е можно повеќе пред платото на владата на Република Македонија и символички да одбележиме 1 година од чемеријат кој што надвиснал на нашата татковина со еден голем и најмасовен протест во Република Македонија.